Велкомен in unsere подкаст. Здраво на сите и добре дојдовте во новата епизода од подкастот на Прва со професорите. Денес наша гостинка е професорката по германски јазик Нина Илик. Добре дојдовте, професорки, како сте? Одлично се чувствам, благодарам на поканата. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана. Дали сте спремна за да започнеме? Да, апсолутно. И вие сте биле гимназијалка, исто како и нас, сте учеле во долната гимназија, па дали би можеле малце да ни кажете за годините поминати во средно во долната гимназија? Видете, една максима гласи најубавата школка е средношколка. Така да најубавите денови кои ги поминуваме по даден период од животот се разбира средношколските денови. Гимназијалските денови апсолутно нудат една магија посебна. Јас учев во долната гимназија, иако се колеба во тој период меѓу двете гимназии во која да се запишам, но не би рекла дека сгрешив, напротив, имав 4 години прекрасни гимназијалски денови, со прекрасно друштво учев во одличен клас. Така да знам какво ви е чувството сега во моментов, уживајќи ги овие денови, овој период, вашиот гимназијалски период. Веќе последните години ги врвиме сега тука. Така. Дали би можеле да издвоите некоја омилена меморија од средно? Апсолутно, на самиот почеток секогаш знае да биде помалку тензично, имајќи предвид дека доаѓаме во нова средина, не секогаш сме со истите ученици со кои сме биле и во основно образование. Период на адаптација, кој по кратко време поминува и после почнува она, слободно ќе речам, уживање или најубавите моменти кои ги имаме. Особена случка која би ја издвоила, веројатно некој дружење или патување, имавме екскурзија во 4-та година, не ја реализиравме во 3-та како што сега се случува, меѓутоа во 4-та година бевме на патување и така некако таа сплотеност меѓу целиот клас и сите мои другари беше и цела генерација практично остави кај мене навистина убави впечатоци. Се разбира исто како и нас. Вас ме очекува, да, особено. Во кои предмети бевте најдобра за време на средното? Во средно образование, реално како ученик ги учев сите предмети. Дури задоволство исклучително ми беше кога ќе постигнев успех по математика. Иако не дека не ми беше омилен предмет, меѓутоа сакав и тоа да успеам, но дефинитивно ќе кажам дека општествените предмети до еден период на средината на 4-та година ги фаворизирав. Што значи тоа дека практично и примарно мојата желба беше да студирам некој општествен предмет. Јас реално сакав да студирам социологија или психологија до даден момент, додека кај мене не натежна идејата дека можеби нешто друго може да биде исклучително добро за мене и продуктивно помонатаму, па се одлучив за странски јазици, односно изучувањето на германскиот јазик, така да можам да речам дека покрај странските јазици, англиски и германски кои ги учев јас во средно, ги сакав и општествените предмети, практично бев и општествен смер на училиште. Ова не го очекував од вас, професорке. Мислев дека германски од прва. Од старт, па видете, ние практично германски не учевме како вие уште од 6-7 одделение, туку од средно. Значи во прва година, не дека не бев заинтересирана, меѓутоа можеби не ми беше фаворит да биде тоа моја конечна одлука, меѓутоа на крајот апсолутно не ни погрешив и е нешто што е непроценливо за мене. Сега малце, сепак се вративме во минатото, одиме малце понатаму и дали може да ни кажете како стигнавте до ова што сте денес? После долната гимназија, па животот се до тука. Има една максима која вели учи и само учи. Знаете кој е рекол? Не знам. Добро, ќе откриете, треба да откриете, еве ви задача од мене. Ете така. Значи, труд, работа и учење. Меѓутоа паралелно и со задоволство, односно да сакаме да го правиме она што ни е наше секојдневие. Нормално периодот на 4 години на студирање е така по жесток период, односно период кога го абсорбираме цело на знаење кое што понатаму ни е неопходно. И еден мал дел од сето тоа може да биде пракса. А цела реалност, можам да речам, која што практично потоа не очекува, е после студентските денови, односно кога веќе сме навистина во системот влезени. Конкретно во мојата професија, значи како професор, правата реалност, иако имавме и практичен дел, имавме и методика на факултет, но правата реалност ја доживеав веднаш после студирањето. А зошто веднаш? Затоа што само што ги положив последните испити, одбраната на мојата дипломска работа, излезе шансата да јас се вработам и бев во многу тесна генерацијска врска со учениците мои први. Јас имав тоаш 22 години, тие 18. Кога почнав со работа
И цел тој период од тогаш па до ден денес, значи работењето перманентно во гимназија, исто така големиот број посетите кои што ги имам во континуитет, можам слободно да кажам, на семинари и обуки, кои по своја волја ги правам, бидејќи тоа е нешто што според мене е најважно на што одржува. Да, до усовршувањето и сите оние воннаставни активности кои што ги правиме со учениците, во дел од нив сте биле и вие, значи се нешто кое што секој ден е нешто ново за нас, нешто што секој ден не подучува, слободно ќе кажам. Јас дури би рекла дека и за она што сме денес да бидеме, тоа е она што сум јас денес, дури искуствата кои ги добивам од моите ученици се исто така важни, бидејќи и од нив ние практично паралелно учиме, ние заедно учиме. Тие од нас, јас од нив. Тоа е она што и тоа е она што јас навистина го доживам како екстремно позитивна страна во работата со ученици. Јас би се согласила со вас со оглед на тоа што вие ги правите часовите интересни и има Баш ми е мило. Има многу активности кои не се како обични, не се обични, некои други активности издвоени се на вашите часови. Баш сега на последниот час кога не прашавте, беше многу интересно и вие како дознавате на еден начин за нас, а и ние дознаваме многу за вас. Така е. Сега ќе ве прашам, спомнавте за почетоците, работните почетоци, па дали би ни кажале малку за почетоците во гимназијата? Како стигнавте тука да сте професор? Значи, најпрво, откако дипломирав, како што кажав, првата работна шанса која што ве добив беше во Долната гимназија, онам од каде што јас излегов како ученик, да, и за само 4 години после завршувањето на средното, најголем дел од моите професори ми станаа колеги, бидејќи тие се уште работеа и најголем дел од нив и се уште работат. И на самиот старт не беше така едноставно, бидејќи, како што ви кажав, бев многу блиска генерацијски со учениците и но траеше кратко. Лесно адаптабилна во тој поглед веројатно бев и можеби тоа е она што ми помогна во целовој период. Започнав со работа во Долната гимназија, паралелно имав часови, во даден период имав часови во медицинското училиште, многу кратко време бев и во економско училиште, сум предавала и во музичко училиште за на крајот пред 6,5 години да дојдам тука во Горната гимназија и да бидам таму каде што сум во моментов, тоест да видиме до кога. Професор ќе следна техничка? Нема германски јазик. Веројатно ги поминав сите училишта каде што има германски јазик. Само германски, да. Во перспектива, ако има, не знам, можеби. Добро, може да предавате некој од, како што рековте, социологија едно друго. Да, меѓутоа за тоа треба да си веќе стручен, а дефинитивно во таа бранша. Излегов од таа бранша. Имам слушано приказни од професори дека кога влегуваат на првиот час да предават, не им е и нив се едно, оти сепак треба да се справат со голема бројка на ученици, па дали би ни го опишале чувството кога влеговте на првиот час да предавате? Баш во Долната, како што кажав. Да, и во Долната, меѓутоа, јас би рекла, можеби не само тој прв час, веројатно скоро секој 1 септември е за нас прв час. И ако не е тоа со истата генерација, тоа може да се случи на секоја втора година ние добиваме нова генерација како што предаваме и ние стално имаме некогаш прв час. Значи секој прв час практично ние треба да бидеме спремни. Затоа што професорот прво кога ќе се појави, тоа е визуелно. Скениран од сите тие лиценца 25, 6 до 30 и кусурот колку што се во класот и прво ние поминуваме на еден скен тука. Потоа едно што ние ќе го кажеме, така, првите впечатоци, а потоа и обострано тоа доаѓа што ние мислиме за нив и така натаму. Не дека нешто посебно спремање, не знам, секој тоа индивидуално веројатно го доживува, меѓутоа сепак треба да се размисли каков ќе биде пристапот, особено ако доаѓате во клас каде што за прв пат ќе предавате, важен е впечатокот кој се остава, но и не секогаш знае да биде пресуден, знае да биде во дадена форма знае да биде пресуден, но потоа со текот на времето како што се запознаваат учениците со професорите, може да се именува можеби тој став од двете страни. Веќе навлеговте во темата, во следното прашање кој сакав да ве прашам, како мислите дека учениците ќе ве памтат вас и вашите часови и воедно ве памтат поради тоа што знаеме дека сега во минатата година испративте една генерација. Како мислите дека ќе ве памтат? Ако треба мојата претпоставка да ја кажам или мојот личен став, тогаш
сметам дека оставам добар впечаток. И тоа ми е целта. Значи, да имаме настава или да имаме тие 45 минути во даден клас кои ги поминуваме, да ни биде на сите пријатно, да се чувствуваме фино. Значи, мене ми е јасно дека не може секој да сака германски, дека на секој му омилен предмет или дека во моментов тој сака да се наоѓа тука во моментот. Но важно е да имаме добра атмосфера. Важно е да уживаме во тие 45 минути и затоа како што и ти преќе кажа, значи не секогаш мораме да се држиме строго до програмата или она што е пропишано за тој час. Некогаш самиот амбиент налага или самата атмосфера налага или да се промени нешто, или да се влета со некоја нова вежба, или да излеземе надвор од тоа што е пропишано, па да најдеме некоја комфорт зона која ќе биде задоволство за двете страни на часот. Па тоа не е баш како типична активност што прават сите професори, па е интересно кога ќе има издвоени часови. Така. Сега додека сме на темата со учениците, имаме прашања од ученици кои сакале да ве прашат, ама не ви ги поставиле, па би можеле да излечите 5 ливчина и да ги одговорите. Мене ме интересира зошто не ми ги поставиле, ама ќе ги прашате нив, па веројатно дополнително ќе тоа знам јас. На прва и на трета генерацијата часовите може да ги прашате зошто. Добро. Омилен збор на германски. Добро. Шметелинг. Дефинитивно. Имам и баш прашање поврзано со ова, зошто? Зошто? Зошто ми е зборот омилен или зошто пеперутките? Пеперутките. Ве гледаме облечена сте цела во пеперутки. Не цел. Тоа е само веројатно еден детај. Беџовите. Да, значи зошто и кога ќе ме праша некој со кој животно би се поистоветиле, нешто што веројатно јас ве прашав на час пред извесно време. Не знам дали во вашиот клас, меѓутоа го постави во неколку класови. Да, затоа што многу често емоционално можеме да се споредуваме со, или можеби не само емоционално, туку воопшто како се чувствувам, па со изгледот или моќта, во наводници ја ставам, на животните. Зошто јас пеперутка? Во принцип секогаш символизираат нешто, на германски кажано бунд, шарено. Значи нешто што е со позитивни бои, впечатливи бои, притоа не сакајки да привлечат само внимание, а се многу предпазливи. И секогаш се на убаво место, секогаш им се цветовите во близина. Оно што можеби не ми се допаѓа кај нив, ќе речам слободно, е тоа што имаат кратко време, кратко траат, но сепак дефинитивно веројатно визуелниот изглед од нив е оно што ме привлекува. А и шметелинг како збор мене убаво ми звучи. Реално и уште еден би кажала веројатно gemütlich. Gemütlich значи како cozy на англиски, кога пријатно се чувствувате, кога ви е баш удобно. Со вашето одговорено прашање ни ги издвоите вашите карактеристики, како што не прашавте на час. Може да излечете и друго. Ајде, овие сите, ако треба да ги излечам, ќе ми потреба. Добро, ќе бидам пократка. Што најмногу ве нервира кај учениците? Има. Да. Кога не добивам повратна информација. Значи, независно дали ќе биде нешто позитивно или негативно, дали тие сакаат да кажат нешто позитивно или негативно, многу ми е важно да одговорат. Значи, на обично прашање, еве да прашаме го на крајот од часот дали е јасно, и сите ќутат. Не може да ќутат, барем треба да добиеме некаква повратна информација. Не дека ме нервира, туку тоа е не ме нервира, туку тоа е нешто што би сакал да го има. Интеракцијата апсолутно со учениците, дефинитивно. Добро. Идеме понатаму. Прво работно искуство, го одговоривме. Може да излезете друго. Можеме да одиме понатаму. Како на лотарија. Омилена случка со некој клас. Не беше цел клас, меѓутоа имам омилени случаи, особено со групата на ученици кои патувавме заедно на екскурзијата последна, така да цело дружење со нив беше омилена случка, едно омилено патешествие, квази патешествие беше тоа. Омилено ми беше тоа што дел од учениците стана са бајлето да трчаат заедно со мене во сред Германија. Професор, ке не разбудивте во 6 сата. Сосем окей тоа, порете. Така да тоа ми е едно од помилените работи, иначе секојдневно има нешто омилено овде во гимназија. Добро. Скриен талент. Не е скриен, ама талент за музика, затоа што талент кој не го знаат баш луѓето, така да речем. Па не знам дали сите знаат дека, например, свирам клавир и со задоволство, сум музикална и со задоволство посветувам време на таа работа.
Еден ваш колега ни кажа за вашата пасија кон клавирот. Да. Па имаш и баш прашање за вас. Дали тоа ви исполнува и колку често свирите? Апсолутно ми исполнува, дефинитивно тоа е нешто што особено во последниот период ми го одзема слободното време, ќе кажам. Нижо музичко завршив додека учев основно образование, потоа во средно образование во тие турбулентни години не бев баш нешто особено наклонета кон пианото и во класичната, да речеме тогаш музика. На факултет веќе бев далеко од дома, пианото ми беше дома и сега особено овој период некако ми представува максимално уживање. Се плюс на дофат има толку многу музика, значи има толку многу канали од каде што може да се симне, плюс и музика која што представува задоволство, значи не мора тоа стално да биде класична музика. И да, посветувам внимание и време, тоа е нешто што тотално ме релаксира и го правам со задоволство секојдневно, кога успевам. Значи не е дека е задача тоа да биде секој ден. Се разбира. Да. Дали вашата природна боја на коса е плава? Не знам колку плава. Дефинитивно сум светла, меѓутоа не знам, веројатно не толку плава колку во моментот. Значи сепак. Меѓутоа сепак да. Светла става, не е баш плава. Дефинитивно. Да. И ова нека биде последното, ти сепак да се продолжиме со. Да долго. Какви разлики гледате кај вашите ученички часови со ученици наспроти утрински се извинам, часови наспроти попладневните? Добро, има разлика. Имајќи предвид дека денот започнува рано, особено ајде од моја страна, денот започнува рано и првото полувреме, јас така го викам, од денот го поминуваме со активности надвор од училиште, и потоа треба уште толку сила за остатокот од денот, бидејќи ова е работа со која што да речеме во 6 часови ние доаѓаме на работа и се конфронтираме со добри 100-120 души. Така да треба да сме спремни на тоа. Не дека има посебна разлика, кога сум детерминирана да си ги завршам активностите, тоа е тоа, значи секогаш можеби не го имаме истото ниво на енергија, меѓутоа се трудиме да биде тоа, да. Секој ден различно и кај учениците исто. Така, апсолутно. Тоа беше си за прашањата, се надевам дека јас ќе си ги отворам потоа и другите бидејќи ме интересираат. Може да ги отворите. Да, после тоа. Сега на моите прашања преминуваме. Да. Ако не би биле професорка, што би биле? Не би било. Единствено, значи, јас имам кажано дека уште 3 пати да треба да избирам професија, и јас би сакала да го работам ова истото, затоа што навистина големо ми е задоволството на ова што го работам. Веројатно, да, би избирала, да мора да избирам, би избирала и нешто друго, меѓутоа пак би било нешто поврзано со, не знам, со млада популација, со ученици или не знам. Не дека немам размислуван, тука едноставно сум фокусирана на ова и ова е тоа што сакам да го работам. Не се замислувам дефинитивно себе си со некоја бирократска работа или затворена во некоја канцеларија 8 сати и нешто такво, или можеби нешто што би представувало професија која би била со уште повеќе адреналин, не дека тука го нема, меѓутоа нешто што поавантуристично, макар што не знам конкретно, сепак сте на точната место. Дефинитивно. Ако на еден ден би можеле да си го заменете вашиот предмет со предмет на некој ваш колега, кој би бил тој и зошто? Имајќи предвид дека ги кажав општествените предмети кои сакав да ги работам, ама нема се задржам само за нив. Повеќе денови ми требат. Еден ден дефинитивно би работела како социолог или психолог, макар што и во самата ова наша работа го има тоа секојдневно. И еден ден би сакал да бидам професор по спорт, по физичко. Да, би сакал со задоволство. Може да се замените, а зошто? Го сакам спортот. Тоа е дефинитивно моје секојдневие или нешто што е исклучително важно за секој. Значи физичката активност е многу важна и можеби на тој ден истото што го прават и моите колеги по спорт би им кажала на сите мои ученици колку е важно да се спортува, бидејќи здравиот начин на живот е во најголема мера и физичката активност, односно спортувањето. Наместо поминувањето секојдневно во некоја пасивна форма, во некоја летаргична форма по кревети пред телевизори. Да, не дека не секој го сака и турската гимнастика, апсолутно омилена кај секого, меѓутоа спортот е исклучително важен. Дали имате во минатото играно некој спорт? Активно не. Иако многумина од мојата генерација мислеле дека бев активен спортист, затоа што многу често поминува време во спортската сала.
Мојата сестра беше ракометарка, ние сме многу блиско со возрастна граница, така да јас и со сите нејзини другарки заедно се дружев. И поминува време додека тие тренира, дури се случуваше припреми кога има тука во паркот или по Тумбекафе или кога трча, јас со нив заедно тренирав. Но активно да спортувам, мислам, во некој групен спорт, во некој колективен спорт од типот на екипно спортување не, а иначе индивидуално, да, физички сум активна максимално. Значи спорт за мене лично, како што го спомнавте сега ракометот, значи вечер ќе ве гледаме на Еврофарм Алборг. Со задоволство, значи со задоволство пратам утакмици, особено ракометот и кошарката ми се едни од помилените спортови, така да дефинитивно би била на трибините. Малце ќе се оддалечиме од спортот во вашата професија и училиштето. Добро. Дали имате живеено во Германија? Ако се смета период од 3, 4, 5 месеци за живење, бидејќи тоа е веќе престој, да, би рекла, бидејќи 2 пати бев во Германија по 4 месеци, додека за време на моите студии, така да тогаш се задржав подолго од сите други мои пати кога сум била присутна, тоа сум била во една од германофоните земји. Дали би се преселиле сега да живеете во Германија? Сега или воопшто? Воопшто, сега. Значи, таа е тема која дискутирам на многу места. Најголем дел од луѓето со кои што дискутирам на темата се за заминување во Германија и воопшто во Европа или па макар и надвор од Европа. Зборувајќи за себе лично, во моментов не. Во секој случај не би заминала. Јас сум имала шанса, имајќи предвид дека јазикот е она што ми е практично како мајчин јазик, германскиот јазик си го третирам и таа земја не би била воопшто страна за мене, туѓа, но не би живеела по секоја цена таму. Не велам дека никогаш, затоа што не знам како ќе се движат работите, но многу е важно да сте задоволени, да го најдете мирот во местото каде што живеете, така да, бидејќи сметам дека во моментов се наоѓам во една комфортна зона, за сега би останала тука, но би рекла, секој предизвик е ново доживување, така да може би се случило и тоа нешто. Ако го земеме во предвид периодот дека сте живееле 4 месеци, дали може да направите некоја разлика меѓу живењето тука и таму? Да, дефинитивно. И не само тој период, и јас и на сите тие, бидејќи не сум била само на формални средби во Германија, туку сум била и на поинаков начин, и да не бидат приватни патувања, сум била и на различни дружења со германци сум била. И можам слободно да кажам дека разликата е голема. Значи, но се зависи од детерминираноста. Што вие сакате и дали вие сакате да бидете таму, мајндсетот како ќе биде програмиран, така ви останувате во дадена средина. Разлики има. Значи, тие се екстремни перфекционисти. Тоа е факт за Германија непобиен. Значи, нешто што тие само генетски во предиспозиција го носат, тие се исклучително исполнителен народ. Народ кој што оди до крај со исполнување на задачите. Сега зборуваме грубо, како нација, иначе индивидуални случаеви има секаде, значи тоа е факт. Но тој перфекционизам не ми е мене близок. Значи, не дека јас не сакам да биде перфектно, меѓутоа не мора да биде секогаш толку строго. Тоа е една работа. Друга работа, блискоста на луѓето не е налик на нашата. Значи, еве и последната група на ученици од Германија, кога беа дојдени пред Нова година, една недела се дружеа со нашите ученици, нивното прашање беше како е можно сите тука да се толку блиски и да се фини. Тие го сакаат тоа, меѓутоа кај нив не е така. Значи, не функционираат на таков начин, што мене воопшто не ми е чудно и мене воопшто не ми пречи, јас можам да се адаптирам на тоа, но прашање е колку сакаме. А иначе, има уште многу други разлики, но има и многу позитивни страни, исклучително позитивни страни на воопшто на целото живење во Германија, кој што, затоа реков, ако некој се детерминира да биде за таму, тогаш може да се снајде и тоа како. Денес 90% од луѓето се со таква мотивација за заминување, ама дали ги знаат разликите во живењето тука и таму, не е баш сигурно. Има едно нешто кое стално ми било кажано уште од мала. Кој не бил, не знае. Ќе одиш, ќе видиш како е,
па одлучи сам дали го сакаш тоа нешто или не. Јас никого не судам, кој сака да оди, сака да види, сака да проба, но не по секоја цена. Значи, треба малце да се стават на канта работите, дали сме за во секој случај или има зошто да се остави. Се разбира. Сега баш, кога спомнавте баш мала, кога бевте, дали има некој идол по кој се водите? Дали имате некој идол во вашиот живот? Дефинитивно, колку и да звучи клише одговорот, меѓутоа дефинитивно се моите родители. Моите родители ми представуваат мотивација за секоја цел која што сум си ја поставила за да можам да ја остварам. Никогаш не било престрого, но никогаш не било и до крај либерално, значи секогаш имало некој баланс, некоја средина која што не водела, но и секогаш поставена некоја цел која што треба да се реализира. И секогаш кога ќе се постигне нешто, што е следно е прашањето, затоа што и реално така треба да биде. Значи не треба да останеме на едно ниво докаде што сме. Има и други луѓе кои што ме мотивираат и секојдневно може да се случи, или луѓе кои што во текот на животот сум ги среќавала, меѓутоа примарно би ги издвоила моите родители. Значи вашата главна поддршка. Дефинитивно. Едни од вашата главна поддршка. Да, дефинитивно. Една од најинтересните или најлудите работи што сте направиле досега? Не знам. Не знам. Значи, нешто посебно кое би го издвоила... знам. Се качив во летото во Луна паркот кога бевме на екскурсија, се качив на таквов рингишпил беше тој за кој веројатно не бев свесна што се може да ми се случи. Сега да се преслушам и да треба повторно, дефинитивно тоа не би го направила. Значи тоа е најблиско што се сеќавам, а иначе имало многу ситуации кои биле луди, можам слободно да кажам, на различни дружења, дали биле тука во нашата држава или тоа се случило во Германија, така да имало. Ваша неостварена животна желба? Неостварена животна желба се уште нешто што ми меѓутоа не би рекла дека нема да ми се оствари, затоа што секогаш кога поставуваме некоја цел, во принцип сакаме да се оствари, би била во контекст на патувањето. Ханс Кристијан Андерсон вели to live is to travel, значи патувањето ми е нешто што ми е предизвик, она е нешто за кое што не би жалела финансиски средства, затоа што секое патување е нова авантура, така да веројатно неостварена желба за сега е некоја подалечна дестинација. Која би била таа? Дали имате некоја на ум? Да, имам, дефинитивно Куба. Тоа е она што сакам така малку подалеко од тука, меѓутоа следна дестинација која би сакал да ја реализирам. А за поблиска веќе имам план, така да ќе биде реализирана. Ќе биде. Се надевам дека ќе биде реализирана. Малце ќе се навратиме на Германија. Ваше омилено место во Германија? Има многу градови, многу убави места. Не правам муабет за живење таму, туку само ваше омилено место. Да, значи дефинитивно Берлин е градот кој што ми е обилен во Германија. Тој не е прв град каде што прв пат бев во Германија, првиот град кој го посетив беше Хамбург. Уште додека студирав, подеднакво убав како и Берлин, значи тоа е практично една квази Венеција за Германија и Хамбург, но сепак би го издвоила Берлин бидејќи емоционално го доживеав на поинаков начин од останатите градови, затоа што и реално културолошки е многу добро спакован, би рекла. Значи, со самото постоење на Берлинскиот зид, кој што бил до 89-та година, од 61 до 89-та година, направена е таа поделба на источен и западен Берлин, која што до ден денес може да се примети или која што до ден денес постои на некој начин, не на таков начин како додека бил Берлинскиот зид, туку сега веќе го имате онај слободнумен, би рекла јас, дел на истокот и она што е на западот, богатиот или капиталистичкиот дел, ако зборуваме за изглед. Друга работа таму е фокусирана целата она владина моќ на Германија, исклучително голем број на знаменитости кои што можат да се видат, голем град со многу природа, така да и плюс тоа емоционално со многу убави моменти поминати за мене во градот Берлин. Интересно е што луѓето го издвојуваат Берлинот и
Мене некако ми е како хаотичен град. Во принцип, самото тоа што е метропола толку голема, е хаотичен, но еден организиран хаос влада, јас би рекла. Значи, може човек да се снајди. Но ако избирам и во друга крајност пак, може би не е во Германија, но сепак е германофона земја, од Швајцарија би го издвоила Берн градот. Тоа е исклучително мало градче, се наоѓа во близина на Базел и е многу симпатичен. Тој за мене е како Хајди каде што живееше во Поливадите. Тоа е мало градче, под Алпите се наоѓа, на реката Ара е многу симпатичен. А пак од Австрија би издвоила Виена. Исто така голема метропола, меѓутоа многу елегантна, многу убава. Меѓу Берлин и Виена? За живот или општо? Општо. На изглед Виена. Иако емоционално Берлин. Значи тука сум некаде. Исто, на истата е. Да. И како за последно мое прашање, Нина не е Нина без? Без музика, добра книга, патување и семејството. Благодариме, се надевам дека уживавте и ако не ви е проблем, може да направите одјавата. Задоволството беше мое. Wir bedanken euch. Ich bedanke mich, dass ich heute eure Gästin hier war und ich wünsche Ihnen viel Erfolg weit. Dankeschön.